Тоа сигурно е дело на љубопитната Јамур. Сигурно побарала помош. Аслан и онака е задоволен со вакви работи. Ги обожава. Зарем ќе пропушти шансата? Не, си ја тира својата работа. Дали јас побарав помош од него? Не побарав. Зошто сега одеднаш толку многу се грижи за куќата на мајка ми? Ова... Прости, Снашке. Мислам, сакам да кажам да не беше насмевката што му ја упати на чичкото, ништо. Прости. Почни да работиш од утре. Прегледај ги ноудите. Ти благодарам. Снашке, не ме сваќај погрешно за пред малку. Се е во ред. Фала ти снова. Добар ден, господице. Господја Хулја го испрати ова. Господја Хулја. Да, господице. Пријатен ден. Повелете. Девин, здраво. Здраво. Како си? Добра. Добра сум, господјо, благодарам. Вие како сте? Па не сум баш најдобро девојче мое, малку сум тажна. Како што знаеш, последното што го доживеавме беше многу непријатно. Најмногу за тебе, сакам да кажам. Која жена би сакала да помијани с такво нешто на својот свадбен ден? Не можев да се ставам на твое место, бев неправедна малку кон тебе. Ти се плашиш да дојдеш во оваа куќа, да седнеш на оваа маса. Се плашиш да бидеш сојкан. Господјо Хулја, јас се не се плашам од ништо. Право си. Но запомни го ова добро. Се додека си мажена за Аслан, секогаш ќе имаш место на оваа маса. Прифати го и мојот подарок. Пријатен ден. Хава, тргни го сребрениот прибор. Сакам сите да бидат на маса на време. Сакам да имаме убав ручек. Во ред, господјо. Ќе додадам уште едно име на списокот за утрешната забава. Джейлан Сојкан. Не заврши се уште. Твојот проблем со мене не заврши и нема да заврши, изгледа.
Уф. Некој би рекол кој е тоа. Можеше да биде крадец или нешто слично во Истанбул. Застани. Ми го повреди стапалото, види? Јас... Бев во продавница, не можев да се јавам, извините, молам. Купив прекрасни портокали. Погледни ги какви се. Што е ова? Подарок од твојата мајка. Мајка ми беше овде. Не, го испрати. А потоа се јави со совршен тајминг. На телефон се јави. Не ми се верува. Што е, ти се допадна? Не. Да речеме дека беше многу суптилна, например. Суптилна? Многу суптилна, како хартија, навистина. Никогаш не сум видела нешто толку суптилно. Ти и твоето презиме не значите ништо. Ми го кажува ова со овој мал подарок. Колку суптилно, нели? Добро се разбира, ова тема е отворена за многу толкувања. Јас така мислам. Ти се разбира, повторно ќе размислиш, ќе анализираш и слично, меѓутоа... Моето семејство не е твоја работа. Дали побара помош од тебе? Не разбирам каква помош, што зборуваш, каква врска имам јас? Ај, Аслан, те молам, немој. Твоја работа е да ги решаваш проблемите на мајка ми. Што со мајка ти се случило нешто? Не разбирам, се случило нешто? Ако е да, зошто ми немаш кажано тогаш? Како така? Ти не знаеш за ова? Што да не знам, Девин? Татко ми ја ставил куќата на мајка ми на продажба. Мислав дека Јамур тебе ти кажала и така. Чекај, добро и решено е или не? Решено е, да. Добро, јас мислам зошто помисли на мене, каква врска имам јас со тоа? Не знам, мислав дека си им се јавил на потенцијалните купувачи, си ги исплашил. Ама не си го направил тоа, не си. Добре. Тие дознала од вестите дека јас сум с Ана Сојканови и толку се исплашиле што се откажале од купувањето. Добра? Во ред. Добра. На новинарот што му направи? Што ќе направиш? Ќе го најдеш и ќе го тепаш? Па ти веќе го уништи човекот, готово. Ништо не ми остави мене, нели го претепа така? Го удри, така беше, а? Така ли беше? Аслан. Го удри или не? Аслан. Не го удрив толку многу. Што сакаш ти од мене сега? Тебе. Да одиме дома. Дојди со мене, ајде. Ми побара ветување и не можев да ти го дадам и сега сум тука за да ти го дадам. Што ми рече ти мене, ти текнува ли? Се сеќаваш? Кога ќе го најдеш оној што го застрела Еко, немој да правиш крвна одмазда. Дури да го најдеш, ништо немој да му направиш, така беше? Го најдов човекот. Го најдов и тој што го натерал. Ама ништо не направив. Имав можност, ама не направив ништо. Јас, за прв пат, оставив нешто незавршено. За тебе беше тоа, да знаеш. Само за тебе. Само поради тебе. Сега го исполни ветувањето. Дојди дома со мене. Дојди дома. Ајде. Ќе останеме привремено таму, потоа ќе одиме и ќе живееме во нашата куќа. Погледни ме, види во му.
Му требам на семејството, верувај ми, јас тебе ти требам, девојче. Луѓето побргу се носат со смртта на својот татко, отколку со губитокот на наследството. Зошто ти не можеш? Зошто ти не можеш да ја преболиш? Смртта на татко ти Џихан. Пак ли излезе писмото? Нели јас ти реков да не се мешаш во туѓи работи? Некој повторно си играл со твоите поставки. Не ме напаѓај мене. Сметката расчисти ја со тој што те повредил. Остави ме. Ручекот е скоро готов, не доцнете. Подготвена сум. Може да тргнеме. На своето место си е.
Здравје на сите. Уживај. Аслан, многу ти благодарам, сина. Молам, држи го ова само за нас, не дозволувај Девин да дознае. Лека ноќ. Како тоа? Ти не знаеш за ова? Што тоа да не знам, Девин? Татко ми се обиде да ја продаде куќата на мајка. И? Јас мислев дека Јамор ти кажала на тебе. Јас зошто помисли на мене? Каква врска имам јас со тоа? Мислев си им се јавил на потенцијалните купувачи, си ги исплашил и затоа. Ама не си. Ние дознавме од каде е пуштена нарачката. Од каде? Од цементарницата на еден човек по име Ќуршат во Силиври. Капиталот е огромен, Аслан. Ибо играл на големо. Ако пратката се направи, ќе се заработи 5 пати повеќе. А што ако не се случи? Фотографијата од стрелецот. Јилдирим Созем има големо криминално досие. И стрелецот, и нарачката на Ибо се во твоја рака. Што да правиме? Ми рече дури и да го најдеш оној што го застрела Еко, ништо нема да направиш, така? Јас го најдов тој што го направи тоа. Го најдов и тој што го натерал. Ама не направив ништо. Јас, за прв пат во животот, оставив нешто недовршено за прв пат во животот. И за тебе беше.
Ама сега работите може опасни да станат, знаеш. Застани. Ама ти си многу убава, знаеш дека... Ајде. Да. Сино, облечи се како твоите врсници. Не сакам, нема да го облечам. Како тоа не сакаш да го облечеш, толку си убава девојко. Што се случува? Ти дадов збор и стојам за Појадокот е тоа. готов. Ајде. Издржи уште малку, тука сме само привремено. Добро. Во ред. Немој. Јусуф, сине, дојде ли? Утре е роден ден на баба ми. И овие денови секогаш го бара татко ми, нормално е. Не забележувај. Добро. Кучиња. Бато, жити Бога, ништо не си јадел од вчера навечер. Ќе ти подготвам нешто. Не сакам. Како сакаш, бато. Дечки, зборувавте глупости, сега гледате, нели? А? Кучиња, го тестирате моето трпение ли, а? Моето трпение ли го тестирате? Ке го убијам! Сите ке го убијам до еден! Сите ке го убијам! Нерани мајковци, глупаци, неписмени! Добро утро. Добро утро. Јас ке ви направев, господјо, требаше да кажете. Ве молам, ќе си го направам моето кафе сама, благодарам. И ве молам, викајте ме само Девин. Во ред. Тоа е синот? Да, мојот син. Бог да го благослови, навистина е убав. Благодарам. Како се вика? Ахмет. Ние не воспоставуваме емотивни односи со вработените. Ќе земаме на чаша вода. Не разбирам, зошто? Затоа што никој не сака да работи кога времето е сончево. Зошто оваа кујна е толку бавна? Зејно, што се случува? Ништо, таа разговараше со Хава, ја праша и за синот. Дури се направи и кафе. Девин, душо, држи дистанца со вработените, те молам. Ти си снаата на оваа куќа. Однесувај се така за и тие да се однесуваат соодветно. Секој да си го знае своето место. А и кафето потоа... Ќе си го направам кафето сама, господјо Хулија, благодарам. Исусе, ма добро знам од кого и како да држам дистанца. Каков убав ден, нели? Прекрасно е времето. Нека започнат борбите за престолот. Да видиме дали Хулија Сојка ќе го изгуби престолот, да видиме. Джейлан, ајде оди на маса ти, не ме вознемирувај. Лила, зошто не јадеш ти? Ќе одам на преглед, ќе ми прават крвни анализи. Добро утро. Добро утро. Добро утро. На здравје, бабичке. Добро утро, душо. Добро утро. Бебето Джейлан? Има испит.
Кога ќе забремениш, керко? Мамо, дали е ова тема за појадок, те молам? Господе Боже. Што е сега? Да не се навреди? Што има? Печката е жешка, лопатата е права. Ај, Господе. Ај, Боже, Господе. Ќе го средам јас тој твој доктор, така да знаеш, така пренеси му слободно. Не ја менуваме темата, права лопата. Доста бе. Види во му, не ме нервирај. Се запозна со мојот Јусуф, нели? И тој те засака, а? Многу. Многу се засака, знаеш, тој дури е луд по Девин, само повторува. Снаата моја. Пред некој ден дури табла игра, Девин го победи. Татко ми, тој се разбира малку се налути заради тоа, ама одлични се, баба, да знаеш. Добро. Нека дојдат утре. Избега на својот роден ден. Нека дојде барем на мојот. Бабо, татко ми е во Русија, знаеш, нели? Не ме не интересира. Ќе дојде, ќе ми ја бакне раката и ќе ми го честита роден денот толку. Земи ме, ајде, доцни ме. Каде му е Хосехер? Денес ке ме стават во гроб. Магнетната резонанца ја нарекува гроб. Но многу ми е жал. Всушност не е моја работа, но можам ли нешто да кажам? Види, во оваа куќа можеш да коментираш за се и можеш да кажеш се што сакаш. Ајде кажи слободно. Дали некогаш сте помислиле Што?
да ја кажете вистината за незиниот син. За да може да закрепне таа, треба да ги помине сите 5 фази на тагување, но господја Сехер е се уште на самиот почеток, се уште во негирање. Ги разбирам вашите добри намери, но вака всушност и го одземате правото да се прости од својот син, така да ти работи во психологијата. Девин, ако си свесна, душо, ние сме на масата во нашиот дом, не сме во твојата ординација, нели? Но немој да се грижиш. Добиваме поддршка од најдобрите психолози во државата за тоа како да се грижиме за нашата мајка. Добро, завршивме? Не е завршено. Сепак и благодарам многу за советите. Добро, доста, завршено. Девин изнесе свој став, дали е тоа точно или не, тоа ние ќе си одлучиме, самите ние ќе знаеме како ќе тераме. И ти заврши. Добро е, готово, моја вина е, види. Ние не носиме работа во куќата, така да тоа е семејна работа. Ме разбираш? Разбрав, Аслан. Добро. Извинете ме. Ало? Аслан, имаме проблем. Полицијата ни кажа дека ќе прават рација од одделот за финансиски криминал ни се јавија. Каде? Во сите фирми, во сите. А ти каде си? Во Волта си сега? Да, во Волта сум тука. Работа на Чичко ми е. Ти кажав јас тебе, Аслан. Моја уништит ми имотната сделка вредна милиони. Сега тргна по нашите приходи од коцкање. Нека биде слободно. Ајде. Добро, Аслан. Камионите? Камионите? Доаѓаат, бато, на пат си. Добро, да, ајде, брзо. Ќе ме извините, нешто итно е, морам да одам. Аслан, има ли некој проблем? Не везете? Се е во ред, смири се. Добро. Добро ли си, сине? Добро сум, мамо? Добро сум. Како што реков, се поклопи некоја работа, рековме не треба да ја носиме работата во куќата, се појави нешто итно и затоа барам ваша дозвола сега. Ајде, уживајте си. Ајде, душ. Баба, Каде, Сојкан? имам итна работа и затоа морам да одам веднаш. Денес нема работа. Твојот татко и него го нема. Денес ќе ме ставиш во гроб. Бабичке, да немав работа, не те оставав на никој, јас ќе те однесев. Во ред? Бабо, јас ќе те однесам, веќе имам закажан преглед и онака, јас ќе одам. Точно. И ти има да дојдеш. Ќе ми ја држиш раката, ќе ме ставиш во гроб. Види го тој Камил. Инаку ќе ја закопаат неговата баба, тој вели имал работа. Бабо, не можам да дојдам, навистина не можам. Не прави така. Види ваму, ако не дојдеш, нема да ти дадам благослов. Ајде сега да видиме. Држи ја баба за рака, не и дозволувај да ја удри вратата. Добро е. Чекај. Ето. Не можам да дојдам, само да знаете. Волта, значи заврти. Девин, душо. Се уште не го погледна својот свадбен пакет. Морам да одам на работа, господи Хулија. Ќе го погледнам кога ќе имам слободно време, благодарам. Ќе им кажеме да ја однесе твојата кола во гаража. Возачот ќе те спушти. Ти доделивме ново возило. Не разбирам, не ми е јасно зошто. Господи Хулија, вие сте многу љубезна, благодарам многу. Не ми дозволувате да си направам кафе, не ми дозволувате да ја допрам колата. Многу благодарам, но можам сама да си ги средам работите. Сакам сама да возам. И си ја сакам мојата кола, ве молам. Види, Керко моја, чекај малку, оваа кој има своји правила. Овие се правилата од покојниот Јусуф Сојкан. Аслан е многу чувствителен кон нив. Виде со своји очи на масата. Во иднина, подобро ќе го разбереш Аслан кога ќе го запознаеш. Сепак, се заедовте така малку пребрзо.
Сето ова го кажувам за твое добро. Господи Хулија, ние тука живееме привремено. Прво запомнете го ова во ред, што се однесува до Аслан и мене, се запознавме доволно добро, не грижете се. Јас многу ги почитувам вашите вредности, но ако вашите правила го кршат моето слободно право, не можам да ги прифатам тие правила. Можам ли да објаснам, господи Хулија? Се надевам да. Уживајте во денот. Може ли да ја поместите колата, ве молам? Ке излезам. Со лесно нека вие. Толга! Повели, мајко. Кога ќе одиш денес во компанијата, исплати ја платата на Девин, може? Ќе го направам тоа, во ред. Ама не знам дали девојката воопшто ќе прифати да ја платам. Не е сега важно тоа. Знаеш колку е стара оваа семејна традиција, знаеш. Ти ја тестираш трпеливоста на девојката, а? Се разбира секако, сигурно некаде ќе сгреши, велиш, ќе експлодира во некој момент. Добро, разбрав, добро. Во ред е, да. Што зборуваш? Ти зборуваш некои несериозни работи тука. Јас велам дека Аслан ќе се налути. Да не каже Толга зема плата, а зошто мојата сопруга не зема. Ама те молам бе, мајко, јас зарем сум ист со оваа девојка. Јас сум одговорен за целото сметководство на нашата компанија. Добро, Толга, прекини, ајде. Во ред, ќе ја исплатам, мајко, ама што да напишам како опис? Плата за невеста. Јас нема да влезам. Не можам. Бабо, те молам, немој. Немој така, ова не ти е прв пат. Бабичке, знаеш каде ќе бидеме јас и Лејла? Ово намој ќе го гледаме докторот. Ние ќе бидеме зад стаклото и ќе те следиме оттаму. Ќе ти дадат едно копче таму и ќе притиснеш само еднаш. Ако притиснеш, доаѓам и јас лично те земам од овде. Во ред, ајде. Ајде. Опушти се, така е. Така ли е, бабичке моја? Ајде, побрзо, ајде. Ајде ви реков, ајде побрзо. Што има? Што те донесе овде тебе? Чичко, толку мислиш на мајка ти, а? Мајка ми е светлина во очите. Аслан, внучко. Синоќа изгоре фабриката на еден мој многу близок пријател. Фабриката за цемент на некој ќуршат во Силиври. Не знам што да правиме. Ќе ни кажеш ли? Ја оставив тагата таму, јас станав и дојдов овде да ја видам мајка ми. Навистината голема фабрика изгоре, така? Да. А кој го направи тоа? Како се случи? Има некоја информација? Има нешто или не? Велат дека било поради невнимание. Ама се разбира, никој не може отворено да каже Аслан Сојкан. Некој сепак го кажува тоа. Ја премина границата. Аслан, внучко мој, како мислиш дека ќе продолжиш? Гледаш, вака буквално ми ги пробиваш границите ти мене, ме разбираш ли? И потоа ме доведуваш до лудило буквално и потоа доаѓаш и зборуваш со мене на овој начин. Никој не знае што направи на таа свадба. Ниту јас ќе кажам на некој. Само внимавајте, молам. Не поминувај граница за да можеш да се појавиш пред луѓето. Види го мојот хуман внук, колку убаво, како да ми продава нешто. Чист син си ти, на татко ти си се метнал. Од секоја темнина ќе најдеш светла страна, нели? По нападот ја искористи безбедноста како изговор. Ја затвори невестата на фармата. Тоа го велам јас. Секако, сега не сакаш девојката да ја дознае вистината. И во право си. Не е лесно да се одвоиш од предгатката на мајка ти.
Мене ми е жал за таа девојка, ќе биде штета за неа. Таа беше психолог, нели? Бог ми е сведок, таа не може сите вас да ве среди. Заедно ќе доведете таа девојка до лудило. Што? Понекогаш и се лутам на баба ми, знаеш? Зошто? Затоа што тебе те сакала помалку. Штета е. Навистина. Полицијата ни кажа дека ќе прават рација. Одветен ли овој пат? Бато на вистински пат сме. Уште само ова, со помин да е. Ај, извини, здраво, и мојот доктор ми закажа некои испитувања, дојдов за нив, да. Штом ве прочитаат, ќе влезете со баркодот што ви е даден. Но јас малку брзам, може ли тоа да се заврши веднаш? Никако. Јас сум Лејла Сојкан. Може ли овој пат да ми излезете во пресред? Знам која сте, госпоѓо Лела. Но со оглед на она што сите надвор брзаат исто како вас, нема да ви го дадам нивниот ред. Ве молам, почекајте надвор. Како што ви реков, кога ќе го прочитаат вашето име, ќе влезете со баркодот. Адем Илмас! Ние дознавме од каде е пуштена нарачката. Што ќе направат? Ќе го закопаат ли? Како сцена од филма? Gidek mi? Şalvarından giyek mi? Kebabından yiyek mi? Hey kardeş kalk gidek. Adana'ya gidek mi? Ќе одиме ли во Адана, а? Kebabından yiyek mi? Hey kardeş kalk gidek. Ќе одиме во Адана. Ќе одиме ли во Адана? Жешко било таму. Да одиме во Адана. Бозо, ајде отвори прозорец. Отвори, ајде. Лан, Бозо, што гледаш како да си видел дух, а? Ајде да зборуваме 2 минути. А? Види, синко, има камион со пиво. Братче, што гледаш ти, бе? Ајде, излези. Земи. Земи и ти, ајде. Ајде, земи. Лан, Бозо, ти го бараш еко, а? Тој има работа, бе, синко, има работа. Добро. Ајде. Со среќо, Бозо. Да одиме во... Ајде, не заостанувај, ајде побрзо, ајде. Да одиме во Адана. Ајде, бе, ајде, не заостанувај, ти реков. Gidek
Сега сме на кривината. Јас како да слушнав некаква вибрација. Зошто? Вибрација некоја, да не е твојот телефон, види, провери. Погледни ме, мамо, погледни, види. Ако ти требаат пари, што и да ти треба. Ако си без пари, дојди и кажи ми, ќе ти дадам, ама ти нема да кажеш. Ти одиш и се обидуваш да земеш нешто на кое што немаш право. Зошто? Затоа што тоа е во твојата природа. Се мора така да правиш. Се мора од заседа да правиш. Ама не, ти немаш храброст да застанеш пред луѓето и да се бориш без страв, чичко. Ме разбираш? Јас се плашам. Добро, а ти не се плашиш, внуку? Се разбира. Аслан Сојка не е бестрашен. Тој не знае што е страв, нели? Јас ли сум оној што се уште се плаши од духот на својот татко на оваа возраст, или ти се плашиш? Кажи ми, не си го отворил писмото уште? Јас го отворив. Сихан го отворил. Зошто ти не го отвориш еднаш, а? Се плашиш? Не плаши се, синко. Ама, се разбира, и ти имаш право. Ако човекот ти оставил работата сега во писмото, се повлекуваш заради тоа. Ја изневери довербата на својот татко за да ја средиш работата, нели, Аслан? Така ли, Аслан? Извадете ме тука. Извадете ме. Тука сум, мајко. Извадете ме. Извадете ме. Добро, мајко, добро. Јас само размислував додека седев надвор. Вие убаво постапивте. Сепак сите тука чекаат на ред. Не требаше да очекувам. Привилегија? Звучи ужасно кога вака ќе го кажете тоа, но верувајте ми, јас не сум сноб воопшто. Извинете. Ајде сега да земеме длабоко воздух. Тука ѕидовите како да ме гушат. Болниците секогаш ме потсетуваат на смрт. Ако сакаш да гледаш така на тоа, секако дека да. Како мислите? Саудачи. Од португалски се преведува како љубов и копнеш по нешто изгубено. Ама го користат и за да изразат среќа и тага во исто време. Секој ден во оваа болница некој се раѓа, а некој умира. Среќата и тагата се случуваат скоро истовремено. Исто како што е напишано таму. Но, како и во секоја болница, овдека има повеќе раѓања отколку смртни случаеви. Значи среќата секогаш победува. Значи вие знаете португалски? Не, па знам доволно за да си ги објаснам сопствените болки. Доволно за да ја разбереш и мојата болка. Побрзо оздравување, господјо Лейла. Резултатите ќе ги добиете за 2 дена. Благодарам. Мило ми е што ве запознав, госпогице Джемра. И мене ми е мило, господјо Лейла. Зошто не можеш да ја преболиш смртта на твојот татко, Џихан?
Господине Садик, господине Садик, не можете да влезете без закажан термин. Господине Садик. Во ред, Ајча, добре. Што е ова, а? Што е ова? Што е ова? Што? Што правите? Што е? Излези, Ајча. Господјо добре. Девин. И те молам, излези веднаш, Ајча, во ред. Што е ова? Што? Излези се, во ред за Што се овие работи? Што е ова, бре? Добро, ти треба уште нешто сега? Ова се дипломи. Дипломи, сертификати и нешто слично. Сето тоа е лага, нели? Сето ова е смислено само за да ги лажеш луѓето, нели? Сакаш да седнеме да поразговараме? Какво седење, бре? Не сакам да седам. Што се случи? Да ти кажам што се случи? Јас бев скршен. Добро, скршен бев. А ти ме скрши уште повеќе. Вчера зборуваше така, ми го извади мртвиот татко од гроб и ми го стави овде во главата. И сега, докторке, како го стави, ќе го извадиш? Ќе го извадиш татко ми од тука, во ред да сцена секој пат кога ќе затворам очи. Татко ми седи спроти мене и си го одзема животот, сликите, крвта, се ми е пред очи, по лицето. Можам ли да ти кажам? Џихан, смири се. Не сакам да бидам смирен, бре. Сакам да ме поправиш. Џихан! Те молам, седни да разговараме. Ајде. Јас сакам да ти помогнам. Те молам, седни таму да разговараме. Господјо Неше, здраво, како сте? Ние сме добро сме, благодарам многу. Сакав да ве поканам денес да дојдете во фармата. Да испиеме едно кафе заедно и да го разгледаме невестинскиот мирас. Добро, се гледаме наскоро.